Еве, почитувани гледачи, ние сме назад во студио. Мене веќе ми се придружија моите гости. Денес навистина имаме интересни гости со кои што ќе проговориме малку, но нема да ви откријам на која тема. Предлагам да погледнеме на најава која што всушност ќе ви открие за што станува збор. Можевте и сами да видите што следува во нашата емисија. Денеска двата дела, односно 40 минути, ако не еден час, ќе ги посветиме на оваа енергична тема, која што верувам дека ќе го задржи вниманието, особено на машкиот пол. Меѓутоа, тука не ги исклучуваме секако и жените, не ги дискриминираме. Мои гости во студио се Драган Ванов, Сашко Ванов и Самир Бишевац. Мотокрос возачи кои што навистина доста активно се занимаваат со овој спорт. Добро утро за вас. Добро утро. Добро дојдовте во нашето студио. Како се чувствувате? Па, студиото ви е прекрасно. Вие сте прекрасна водителка, едноставно убаво чувство. Ви благодарам. Еве, Сашко, да започнеме од вас. Какви беа почетоците? Од каде љубовта за моторите? Од каде љубовта за оваа гранка од мотоциклизмот? Па, тоа е генетика, значи ние сме фактички предодредени генетски за такво нешто и таа љубов е многу долго присутна во нашата фамилија. Значи, активно со трки се бавиме околу 10 години. Значи, Драган почна од 2005 година. Спортот е екстремен спорт, значи бара многу жртва, многу ризици и така. Така, воедно, ако не се лажам, постојан интерес на приказна, всушност и вашиот татко бил еден од најпознатите, можеби, мотовозачи во свое време. Па тоа е точно, тоа се 50-тите години од минатиот век, значи она што го правиме сега, ние и тогаш истото го правеле и тие луѓе, значи ги сакале моторите, се дружеле, возеле трки, патувале. Значи мотоциклизмот е феномен пошто ги поврзува луѓето. Значи ги поврзуваат, значи они се чувствуваат како една фамилија. Зависно од возачите на автомобили, возачите на мотоцикли имаат собери, се дружат, значи они се една фамилија. Так. Тоа е феномен што не можам јас да го објаснам, треба поширока анализа за тоа нешто. Така, Драган, воедно кажавме дека генетиката е присутна. Ти си син на Сашко Ванов. Влијаеше ли ова во твојата љубов кон моторите и во твоето заплувување во овие води? Секако дека влијаеше, он е главен фактор каде јас сега се наоѓам по моторите. Значи, сме почнале од 2005 година, значи тоа е огромен период, значи 10 години се занимаваме со тоа. Значи, јас му благодарам за тоа. Значи, се пронаоѓам кај моторите и значи едноставно сакаме да продолжиме понатаму.
Верувам дека уште и пред 2005-та твојата љубов за мотори постоела, можеби Да, не точно, со 2005 е првиот мотор кога ми е купен. тогаш можеби попрофесионално си се одлучил да Да. се насочиш вака. Да. Самир, ти имаш само 13 години. Многумина можеби ќе помисла дека тоа е релативно млада возраст за занимавање со волку екстремен спорт. Од кога започна? Какви се твоите почетоци? Па јас почнав пред една година. Почнав да тренирам дома со мотор, возам од 2000, мислам пред 3 години почнав да возам мотор. Си возев така низ улици во Аноа. Почнав од лани да тренирам, да татко ми поддржуваше, почнав на трки да одам и имаш одличен резултат. Така, тоа значи дека твоите родители те поддржуваат во овој екстремен спорт. Така. Драган, имаш учествувано на голем број на надпревари. Воено и на 24-ти овој месец во Александар Палас, ако не се лажам, се одржи прогласувањето за најдобри, односно најуспешни мотоциклисти во Македонија за 2014 и 2015. Да. И за 2014 и за 2015. Се закити со награда. Да, Ќе можеш да ни откриеш нешто повеќе? 2014 година бев значи во помалата класа во MX2 бев вице шампион со позајмени мотори, бидејќи таа година ни ги украдоа моите тркачки мотори 2. Значи со позајмени мотори со кои немав ни еден круг свртено, значи на трката ми го даваат и ја возам, значи бев вице шампион. 2015 година бевме трето место, значи во најсилната класа, значи конкуренцијата е огромна и тука значи возачите пред мене имаат огромен број на трки извозено, огромно искуство и значи тука може само понатаму да се бориме сега за сега и тоа е доволно. Самир, исто така и ти беше добитник на некои награди. Кажи ни нешто ти повеќе за тоа. Па, откако почнав убаво да возам, први, втори места се такмичев заради моите конкуренти, они подолго време возат од мене. Со тренирање, со возење мотор стално, почнав убави места да освојам. Кога отидовме во Александар Палас, бев шампион на Македонија, прво место, бидејќи сите трки ги имаме извозено и со добар резултат и тоа е. Така, еве едно прашање посветено на двајцата. Верувам дека освен овие награди имате добивано и други награди. Дали постои можеби некоја награда која што ви е посебно драга? Значи за мене посебно драга е наградата, значи во 2013 година имам настапено значи во Грција на Ендуро Собир, значи Ендуро Манија се нарекува тој Собир, значи едно од најтешките мои трки извозени во животот. Значи посебно ми е драга пошто таа трка сум ја завршил. Значи имаше околу 500 возачи. Значи јас меѓу првите 30 го комплетирав тој настан и едноставно ми е едно од најдрагите значи настани што сум ги возел. И најтешки. Така, значи тој надправа, таа трка бил и од меѓународен карактер. Да. Навистина голем успех како за тебе, така и за нашата држава. Самир? Мене најдрагата трка ми беше предпоследната која се одржа во Битола, Братиндол. Тука имаше голема борба помеѓу мене и Аргетим Рамадани, кој што е одличен возач и долго време вози спортски мотори и се натпреварува во источно европско. Имаше голема борба, но за едно половина метро го стасав. Така. И таа ми е најдрага. Сашко, ќе се вратиме кај тебе. Најдов на интернет една интересна мисла од тебе, која што беше доста интересна и таа вели: за куќа и лек пари може да нема, за мотор мора да има. Верувам дека на многумина од гледачите, можеби кои што не го знаат, не се доволно запознаати со овој спорт, тоа можеби ќе им биде чудно, меѓутоа за сите љубители на моторот, тоа е сосема нешто нормално. Значи, на последната трка во Прилеп дојде екипа од Канал 5, значи дописниците на Канал 5 од Прилеп и одговорниот новинарот значи ми сакаше да разговара со мене. Добро, ја тоа не го кажав баш така, јас реков дека и последниот динар би го дале за тоа што го сакаме. Сега тоа е некоја прилепска изречица што не можам ништо да кажам против тоа. Да, можеби нема да ја сватиме толку буквално, меѓутоа ја потенцира љубовта кон моторите и кон овој спорт. Па тоа беше и целта, значи да се каже дека тоа што го сакаме нема да се откажеме од тоа по ниедна цена, значи се работи за екстремно скап спорт, значи нормално почет кон сите спортови, значи
сите спортови коштаат многу и време и труд и жртва, но нашиот спорт е посебно екстремен и посебно опасен и скап спорт. Така, сакав да проговориме на оваа тема, еве за сите оние кои што се заинтересирани, кои што може би гледале на интернет или на телевизија дека овој спорт е доста актуелен, еве. Колку чини да влезеш во тие води на овој спорт? Особено за одржувањето на моторот, за купување на еден мотор, дали се изнајмуваат овие мотори. Да проговориме за сите оние кои што се можеби заинтересирани, а немаат од каде да дознаат информации. Прво, само за споредба, значи во Америка мотокросот, мотоциклизмот Така. е спорт број 3 после америчкиот фудбал и после бейсболот. Ние нормално како регион касниме со новите трендови во мотоциклизмот, но јас еве со моите заложби и борба долгогодишна успеав барем во градот да го ставам мотоспортот, мотокросот и ендурото рамноправно со останатите спортови. Значи ние сме како клуб дел од Сојузот на спортови на град Велес и нашите резултати се вреднувани, значи макар и со една плакета или со една благодарница или со еден пехар. Тоа секако е потврда на нашиот труд дека не бил залуден. Значи ние од овој спорт бенефити финансиски немаме никакви, значи се работи за љубов, жртва, значи сами се финансираме, фамилиите, значи родителите, јас значи го финансирам Драган, Самир таткото негов, значи тука е тоа така и поинаку не може да биде. Значи сакаме спортот да го подигнеме, значи и на државно ниво во еднакви рамки со другите спортови, но тука тоа е малце потешко, иако има еден возач у Македонија, Христијан Илиовски од Битола, кој што е репер за сите нас останати и е најдобар во Источна Европа. Значи, од тука до Италија нема подобар возач. Но, кога он не ги добива бенефитите што треба да ги добие, што остана за нас другите. Значи, ситуацијата е таа и едина опција е да се влезе во некои професионални тимови приватни со големи спонзори за да се оди напред кон Европа и кон светот. Така, еве една мала информација за гледачите, за сите оние кои што не се запознаени, што ствари значи мотокрос? Па мотокросот е дисциплина значи на земјена патека и на кружна стаза. Значи стазата е 1600 метра, 1 милја и значи во различни услови према ситуацијата на земјиштето, така се прави патеката, значи со препреки, со скокови, со лупси, дупси се викаат тие препреки, значи тоа е така меѓународен термин. Еве ќе ги замолам од режија додека разговараме, ние ако може да го пуштат клипот за да всушност и визуелно да видат за што разговараме, за што станува збор. Значи мотокросот е спорт со скокови, значи опасни скокови, разни препреки, значи тешки моменти на стазата, остри кривини и бара многу спретност и физичка подготвеност и на возачот и на мотоциклот. Еве може и нашите гледачи веќе да видат за што станува збор. Ова е стартот у Битола, значи беше многу тешка трката. Тука Драган стартуваше меѓу првите 20 тројца и имаше добар резултат. Фактички тука он ги доби бодовите за бронзената медаља во завршниот, во генералниот пласман. Значи Битола има 2 патеки и се во добра кондиција, се одржуваат, значи се одржуваат трки редовно. И еве го гледате стартот како е тоа критично, значи сите најмер стартуваат и понатаму нели како кој побрзо оди напред и поспорите назад и така. Драган, колку време ти требаше да ја усовршиш оваа техника и да станеш толку добар? Толку добар, не може да се каже толку добар, значи секогаш има од толку добар уште побар, значи може и најдобар да биде, ама значи треба тренинг, треба редовно, значи возење со мотор. Тука во овој спорт не се гради само возачот, значи возачот се гради заедно со мотор. Значи тренинг со мотор е основата, значи тука 90% од твојата значи спремност е возењето со мотор и колку добро возиш. Значи 10% е само фитнес и другото, значи трчање, значи
се друго. Значи тоа е само 10%. Така, Другото Самир, се предпоставам дека истото важи и за тебе. Почитувани гледачи, ние овде ќе направиме една мала пауза, ќе следат флеш вестите, меѓутоа оваа тема секако не е завршена. Веднаш после флеш вестите ќе се вратиме и ќе го продолжиме разговорот со нашите гости, така да останете со нас. Тоа беа флеш вестите на станите кои што го одбележаа вчерашниот ден, а ние сме назад во студио. Самир го напушти нашето студио, меѓутоа дојде Виктор Караколев, друг член на мотоклубот Мото Велес. Го сгрешив малку, но не е проблем. Мото Велес. Виктор, добро утро и за тебе. Добро утро Како и си тебе. ти ова утро? Супер, значи така мило ми е што учествувам во оваа емисија. Така, ајде ја веќе започнеме и со тебе. Веќе ги прашав Драган и Самир, па ќе го поставам истото прашање и за тебе. Од каде се твоите почетоци, колку време го тренираш овој спорт и од каде е љубовта? Па љубовта исто како Драган, значи од мојот татко, кој што е меѓу првите моторџи заедно со Сашко, значи нашиот претседател, значи во клубот. Од мали години, значи често гледам мотори, значи на настапи дали во Македонија и околината. Чичко ми исто така. И пред една година, значи почнав да оваа година усвари почнав да тренирам, значи така сериозно. Претходно имав неколку настапи. Не може да се рече професионално, али од оваа година почнав професионално, но штето не ја завршив, значи сезоната поради повреда. И се надевам еве вање да ќе почнам со тренинзи. Се надевам за следната сезона ќе биде се најдобро. Така, значи се надевам дека се е во ред со повредата, дека се враќаш во нормала, Да, така? да. Добро. Еве, Сашко, ќе се вратиме на моторите, на она за што сме тука. Какви мотори имате возено до сега? Со колку мотори имате работено? Па ја дури не можам да се сетам на сите мотори што сум ги имал, се работи околу 60 на мотори. Повеќето офроуд, затоа што мислам дека сум бил тука управо. Офроуд моторот дава поширок спектар на движење, значи и на асфалт, и на планина, и офроуд возење, ендуро, мотокрос. И отвара нови видици, значи не го спомнавме ендуро спортот. Така. Исто ние како клуб и Драган има освоено ендуро шампионски титули на Македонија и како клуб имаме и шампион на Македонија освоено, мотоклубот. Ендурото е поинаков спорт, значи сличен, со исти мотор се вози, но различна е патеката и трае околу 7 сата трката. Значи физички многу понапорен и захтевен од возачот и од моторот. Драган возеше на пробно возење заедно со Христијан Илиовски во Грција во еден приватен тим. Во најдобриот приватен тим од светскиот шампионат ендуро, INA-TV и Yamaha Racing Team, во кој тим јас сум присутен како механичар, советник, значи човек за се и учествувам на светските шампионати во ендуро заедно со тој тим, за кој што возат италијани и французи, платени професионални возачи. Значи Драган возеше за тој тим на трка од источноевропски шампионат во Костур, Касторија, Грција. Трката беше 7 сата, а малце повеќе ќе каже за тоа колку било тешко и колку напорно. Така, Драган? Значи тоа не може да се опише. Значи искуството беше огромно. Имаше возачи, значи од Турција, од Грција, значи сите беа професионалци на ниво кое не можеме да замислиме на кое се. Значи едноставно се посветиле на тоа и се многу напред. Значи ние за да стасаме дотаму треба прво да стаза, мотор, спремен за тоа и само тренинг. Значи искуството е огромно, таква стаза, јас не сум возел до сега. Се возеше 7 сата. 7 сата може да замислите 2 дена. 7 часа е голем период. Како се издржува сето тоа? Ендурото е се вози правен 20 или 30 километра по планина. Со знаци се ориентираш каде треба лево десно. После тоа доаѓа дел на кој се мери време и се вика ендуро тест.
Значи, тука треба да бидеш брз многу, за да се мери тоа време. После тоа пак има патека од 30 километри, друга, различна. 30 километри пак знаци и после тоа доаѓа мотокрос тест. Значи пак треба тука да возиш. И така се возат 3 круга. Значи се вози околу екстремен тест. и екстремен. Да, 3 теста има. Значи се вози околу 160 до 200 километра. Значи Самото тоа е доволно тешко, а да не зборуваме за фактот и дека се наоѓал помеѓу, еве како што велите вие, и доста големи имиња во да. рамките на овој спорт. Што верувам дека е голем успех за тебе секако. А Виктор самиот кажа дека си на почетокот на еве твојата кариера, ако можам така да ја наречам, или пак еве за почетокот на овој професионален спорт. Како стоиш ти со моторите? Колку мотори имаш ти до сега, можеби сменат? Па, претходно исто така настапав во скутери, имаше трки со скутери, имаше многу нешто се одржава шампионат. И го освоив третото место на една трка, учествував толку имав можности. Претходно пред таа година бев со само 2 извозени трки, бев трет во Македонија. Па Одличен резултат. Па може да се рече. И немам многу мотори, околу 2-3. Постои ли некоја награда која што можеби ти е посебно драга или некоја трка која што сакаш да ја издвоиш, која што навистина ти оставила впечаток? Па да, оваа година трката во Кумано, имав отоци на двата гужда од тренинга, имавме некои 2-3 тренинга пред трката во Кумано. На последниот тренинг бев повреден и се решив да настапам и покрај тоа што имав и со расипан мотор возев и го освоив. На првата трка бев едно време трето место, но поради неискуство и недоволно тренинг и паднав, се задоволив со четвртото место. Исто така на втората трка, на една стаза се возат усвари во секоја класа по 2 трки. И заедно кога ќе собереш двата резултати, се рангираат прво, второ или трето. Јас завршив четврто, прва така сериозна трка завршив четврто. Добро, но сепак успеало да ти остави впечаток. Да. Виктор, исто како и ти, Драган, сте членови на клубот Мотоклуб Мотовелес, каде што воедно Сашко ти си председател. Да. Идејата, љубовта, односно веќе ја имате, значи знаеме од каде дошла идејата. Колку членови брои овој клуб? Па членови, јас последните години се фокусирав повише на спортот и пошто тука не идував и на некои критики од останатите членови на клубот, но сега сватија дека сум бил во право и дека сум дал права насока на движење на клубот. Клубот има и други возачи, што се онака хоби возачи за дружба, се околу 40 на членови сме. Али активностите највеќе се во делот на спортот, затоа што јас тука гледам, па прво тоа ми е љубовта, а после и тука гледам, како да кажам, реализацијата како личност и можеби некој од нашите возачи ќе успее да влезе во тие некои професионални тимови како возач, како професионален возач. Јас сум веќе 3 години присутен во светскиот ендуро шампионат. Имам контакти со луѓе од врвот сум многу близок од врвот организацијата на, главните од ФИМ на ендуро спортот. Сум во преговори, они сакаат, се желни за во Македонија да се организира светски шампионат трка, да влеземе во календарот. Тоа е голем залог за мене како личност. Јас тоа не би можел, тоа не може човек сам да го направи, прво, тоа е организација, тоа е светски шампионат. Тоа е високо ниво на организација, на професионализам и таму нема импровизации. Доколку би имал помош од некои фактори, кога мислам некои фактори, мојата интенција е таа трка да биде во околината на Велес и за тоа се борам. Ако добијам помош од неколку фактори градски, да речеме, Повардарски плански регион, општина Велес, бизнисмени велешки, да им ја образложам мојата идеја за такво нешто, Велес ќе влезе во мапата на светскиот ендуро шампионат. Тоа јас го гарантирам. Воедно може да биде на покана. Тоа јас го гарантирам.
можем да образложам целата ситуација, само ако најдем на позитивен фидбек околу тоа. Има ли Велес капацитет за организирање на настан од ваков вид? Секако дека има, секако дека има. Велес е голем град. Значи мораме, значи јас сум во континуиран разговор со градоначалникот. Значи имам позитивен фидбек околу таа тема. Конкретно еве сега сме у преговори за изградба на мотокрос патека во Велес. Тоа нека биде почетна иницијатива. А за 2017 ако успеам да ги поврзам сите фактори, би можел да донесам светски ендуро шампионат во Велес. Така, тоа ќе биде одлично, Да. дефинитивно. Да. Како за нашиот град, така и за нашите гледачи, за сите љубители на овој спорт, не само од Велес, па и од пошироката јавност во Македонија. А каде сега вие ги одржувате сите тие тренинзи? Каде сега се спремате за тие трки? Еве ќе кажете. Еве, може... Возачите. Предходно тие тренинзи ги одржувавме така, значи имавме најдено едно место, значи со мали скокчиња, но сега, значи кога нашето ниво на возење се покачи, тоа место не ни беше доволно и благодарност до Виктор и значи Самир, деца што сега почнаа, значи се собравме, дадоа иницијатива, значи сакаме сами да направиме нешто, значи сами сме работеле околу еден месец, значи си направивме сами место за тренирање. Не е доволно, но нешто за да можеме барем малце да бидеме спремни кога учествуваме на тие настапи. Така, дали е тоа доволно за учество на надпревари од таков голем калибар, како што се овие? Тоа не е доволно ни за тука, значи за нашите настапи у другите градови, значи но едноставно нема каде, нема како. Желбата е поголема. Желбата од е се. поголема. Значи тоа е тоа. Се надевам дека ќе се направи нешто понатаму и ќе имаме Кога позитивен сневе, резултат. кај желбата кон моторите, мене ми е доста интересно, еве што Виктор се здобил со повреда, меѓутоа тоа не го спречува да продолжи понатаму, дури ако можам да кажам и со нетрпение да очекува да се трне таа повреда за да може да вежба. Рековме дека ова е еден екстремен спорт, кој што верувам дека со себе носи големи ризици. Кои се тие ризици? Како ги пребродувате тие ризици? Што верувам дека љубовта е толку голема што не ни се размислува за тие ризици. Значи, таа е тема што нели сите мислам темата ја знаеме сите, но сите тие мисли ги тргаме. Не сакаме да мислиме на таа темна страна на медалјата. Едноставно тоа е вкалкулиран ризик со кој што ние сме се помириле и едноставно сите спортови се опасни, значи во секој спорт има повреди и одбојкарите се повредуваат, и фудбалерите, и боксерите, значи овде дека малце поинаква ситуацијата. Значи тука треба човек да знае докај се неговите граници и неговите можности. Значи да не ја премине границата на неговите можности. Него полека со тренинг да оди напред. А и со значи брзината како шоферот се побрз станува, ризиците се поголеми стануваат. Значи падот се пострашен може да биде. Ризиците се зголемуваат, меѓутоа стравот не се зголемува. Да. Конкретно за Виктор го прашавте, значи он имаше незгоден пат на тренинг во Скопје, на стаза, значи одиме тренираме во други градови пошто немаме каде да тренираме. Значи само за информација, не сме само ние тука што сме четворица Така. или 5 души, во има 10 возачи кои што се повремено активни по трките, значи кога би имало стаза, ја гарантирам дека градот би бил државен првак во ендуро и државен првак во мотокрос, пошто Велес е непресушен талент на возачи и е најмоторџиски град во Македонија. Тоа е, Така, за тоа сведочат и голем број на мотособири кои што ги имало овој град. да, точно Каде што се точно. презентирани сите љубители на моторите, без разлика дали тоа е мотокрос или без разлика. Па и тоа мотособирите се еден тип на дружење. Така. Мотоклубот Крос БРС го организира најдобриот собир во Македонија. Неколку години наназад се на гласање добива највише гласови дека е најдобро организиран. И самото тоа кажува кој е потенцијалот на градот. Така. Кога би можеле да ги споиме тие две работи, значи практично ние сме многу блиски со програмите и ние сме многу добри пријатели, се дружиме, но кога би имале подобра соработка околу заедничките активности, ја мислам дека би биле
не во Македонија и пошироко. Конкретно да ви кажам, значи за мотовелес ќе возат и возачи од Грција. Значи до лани возеа 23 скопски возачи, шампиони на Македонија. Сега имаме конкретно мои пријатели од Грција возачи, пошто гледаат што се случува, значи денески интернетот, фејсбукот е више Така. се е достапно. Не поврзува сите дефинитивно. Возачи од Солун 20 сакаат да им извадам лиценца на мотовелес и да возат за мотовелес. Тоа доволно кажува само за Точно така. за резултатите. Сашко, и самиот кажавте дека одите па некогаш и возите на патеки во други градови. Каква е ситуацијата моментално во Македонија? Во однос на овој спорт и на патеките и на заинтересираноста? Па овака, значи допред неколку години имаше надеж дека ќе профункционира федерацијата и дека ќе се работи сериозно. Но последниве 2 години официјално, значи не функционира федерацијата. Многу, а тоа не е само во нашата, гледаме и во другите спортски федерации е тоа така. Едноставно Агенцијата за млади и спорт не сака да се меша во политиките на федерациите, ги остава сами да ги решат своите проблеми, кои што не може да се решат самостојно. Значи, она само гледа од страна и многу суети се тука, многу луѓе, многу инволвирани интереси, а јас влегов у конфликт со некои фактори, значи сакајќи да ги исправам, да ги работите, да ги доведам во ред, ради мојата љубов према спортот, но очигледно не успеав и пошто таму се дојдени луѓе кои што од мотори не знаат што е М, едноставно не ги сакаат моторите и не ги интересираат моторите, а ја креираат политиката на мотоспортот во Македонија. Тоа е нашиот хендикеп и трагедија. Се надам дека некои работи ќе се сменат, тоа е само пуста желба, иначе овие трки што се организираат се организирани од ентузијасти и од клубови, и во Прилеп, и во Битола, и во Куманово. Скопје. Значи, во Скопје ги организираат и во Велес допред 2-3 години организиравме. Значи, се работи за организација на клубови, ентузијасти, луѓе кои што го сакаат спортот и сакаат да вложат и да дадат за тоа. Федерацијата како федерација, наместо да помогне во организацијата и да се инволвира, она само гледа финансиски интерес и бенефит од тоа, затоа што тие луѓе таму имаат еден мотив. Мотивот им е само да профитираат од она што нас ни е љубов и желба. Самиот кажавте дека овој спорт во Америка, ако не се лажам, е трети. Број 3 спорт во Америка, да. Каде се наоѓа во Македонија? Освен сите ентузијасти, колку е распространен, колку народот знае за овој спорт? Па, вака сега, мотокросот е присутен во Македонија може 20 на 30 години, но е на маргините од останатите спортови. Јас ја пратам ситуацијата во спортот. Последниве години добива некои, како да кажам, признанија дека да се чувствува дека е дел од фамилиите на спортови, но се уште тоа е многу минимално. Значи, спомнав претходно кога еден Христијан Илиовски, кој е возач од светски калибар, не може да добие ангажман и да испадне надвор од границите на држава и не добива никаква помош од државата, од институциите, од спонзорите, имаме големи фирми со огромни профити. Што остана за нас останатите кои што да речеме не сме на тоа ниво се уште дојдени. Што спортот бара огромни жртви, огромна посветеност за да дојдеш до едно ниво. Сето тоа ако го достигнеш без повреди и ако останеш здрав и читав. Че се работи за крајно екстремен и опасен спорт. Кои се перспективите и нината на овој спорт? Па јас себе, иако бев, да речем, разочаран од многу случувања во федерацијата и во спортот, последнава година, последниве 2 години гледам дека има нови возачи, има нови, значи нивниот ентузијазам е моја храна, значи јас се хранам со нивниот ентузијазам, на Самир, на Виктор, на Драган, Јови Иванов е тука, Марин Сугарев исто тука, он возеше брзински спорт, па се откажа. Голем поздрив до нив, доколку Да. ја гледаат нашата емисија. Па зема мотокрос мотор, па и тука се откажа, значи он мора да биде упорен, не може да се откажува така, е добар возач и очекуваме да се врати на патеките, значи имаме екипа тим возачи
И сега кој колку може да издржи, нели да го прати. Тренизите се, значи не е само настапот на трка. Тренингот, кога тренинг го троши моторот, троши гуми, троши бензин. Што се работи за спорт во кој што знаеш дека ти унапред сите пари ќе ги даваш за тоа. Тука тоа е дефинитивно нашата судбина. Така, еве во контекст на ова, Виктор и Драган, вие сте релативно, мислам, доста млади момци. Колку време одзема овој спорт од вашиот, еве да кажам, социјален живот? Не одзема доволно. Значи, доволно е неделно, значи неделно. Другите така прават, значи ние немаме каде толку, значи 3 пати неделно да се вози, значи со мотор за да бидеш во топ форма. Значи 3 пати само неделно. Другото е возење точак, вежбање, тоа. Значи ние не можеме да си дозволиме толку возење, значи едноставно повеќе ние другите активности како возење точек и вежбање отколку возење мотор. Значи неделно ние можеме само еднаш да си дозволиме да возиме, пошто и моторот се уништува и гумите и се. Значи, Еве кога се припремате и самиот кажа дека освен возење на мотор се припремате и со возење на точак. Колку време тренирате за некоја трка или пак можеби едноставно да бидете во континуирано е тоа. Значи не се припремаме стрикно за оваа трка, туку Так. континуирано се припремаме за цела сезона. Значи зимниот период го користиме за може да се вози мотор во зимен период, ама значи само снег да нема. Например на сега овакво време коше може да се вози мотор. така, еве бидејќи сега сме, можеме да кажеме само што не ни пристигнала зима, така да сега ги вршите тренинзите. Тренизите повеќе ги вршиме дома. Значи фитнес, значи Орбитрек. орбитрек, такви работи. Ако ви има снег, Кога има снег? мотор возите или не возите? Гледам. Гледам. Гледате. Така. Кои се ваши идни проекти? На што работите? Се припремале некоја можеби трка? Еве, Виктор. Значи, кога што кажа Сашко, значи во преговори сме да има како настан како што има во Скопје бито, значи мотокрос трка, што би било како прво како град би бил голем настан според мене. А второ како нас возачите, значи би многу повеќе би напредувале. Сега очекувам дека на крајот секој испадне позитивно. Така. Драга, нешто да дополниш? Да надополнам, па значи едноставно имаме ние повеќе шанси да успееме во ендурото, бидејќи тука значи имаме повеќе шанси за тренирање тука кај нас, бидејќи во мотокрос ни треба стаза, а за ендурото не треба стаза, можеш значи сам да си ја крираш таа стаза, пошто така се крира. Како ја крирате, еве? Да откриеме. Значи во ендурото брзина на кратко место, значи кривини повеќе и тука значи се гледа Природни брзината, скокови. значи природни скокови, значи каква е природата, тука си крираш значи со знамеца што било, значи брзина во кривини и брзина на нерамен терен, значи во ендурото повеќе шанси имаме да успееме, барем јас така гледам. Така. Еве на самиот крај, Сашко, има ли можеби нешто кое што сакаш да дополниш, нешто за кое што можеби не успеавме да разговараме? Па мислам дека отприлика сите теми ги доправме и не знам што друго во моментов не можам да се сетам што друго би дополниле. Јас само би им посекал на членовите на Мотовелес, на возачите, да бидат упорни, бидејќи ако го достигнат нивото, може да се влезе во некој прво во јуниор класата на светскиот шампионат ендуро, значи во јуниор класа до 21 година, до 25 после има друга класа, јут. Значи, но таму за да влезеш мора да си посветен на тоа и мора да го достигнеш нивото на тие возачи. Значи тоа се од цел свет возачи, јас сум више таму влезен. Сакам некој од нашите возачи да биде таму, но таму нема импровизации. Значи таму нема аматеризам. Значи таму Се е во професионално. тие професионални тимови Од јадење до се. за да влезеш во, значи тоа се како што гледаме на телевизија, значи со специјални камиони, опреми, Така. специјални мотори, значи механичари, возачи. За таму да се влезе, а може да се влезе таму,
Треба работа и само работа. Еве на крајот едно последно прашање од мене. За сите оние гледачи кои што се заинтересирани, еве кои што успеавме малку да ја разбудиме нивната желба за овој спорт. Дали Мото Велес е клубот отворен тип? Дали може некој кој што сака, кој што е заинтересиран да се приклучи кон овој клуб? Секако тоа е. И по закон клубот мора да прими Так. секој потенцијален член. Значи ние сме врзани со закон, секој што ќе сака да пристапи да го, ако одговара на тоа, значи да го примиме. Нормално. Но треба да знае дека значи ние немаме финансии за да финансираме ништо. Секој сам си ги сноси Така, трошковите. едноставно треба да има желба и љубов кон Јасно, спортот како што јасно, имате и вие. Сашко, јас на вистина ви благодарам за вашето гостување, исто така и тебе Драган и тебе Виктор, на вистина беше задоволство да се разговара со вас. Јас ви честитам на сите овие успеси, на сите овие награди, се надавам дека следен пат на оваа маса ќе има уште толку награди, секако и ова не е малку дефинитивно. И тоа би било тоа. Благодариме за гостувањето. Задоволството е поголемо од наша страна што бевме ваши гости во ова прекрасно студио со вас како прекрасна водителка и се надеваме на некоја друга средба со подобри резултати. Нормално, ние сме тука, секој успех ќе го бележиме во ова студио. А ние, почитувани гледачи, се надавам дека уживавте во овој разговор, а сега предлагам да видиме какво време не очекува денес, да видиме каква е временската прогноза, а веднаш потоа ќе уживаме и во малку музика. Останете со нас.